па тоа имаше по европски институции праќање некои представки како се викаат тие правно и така натаму дека е тепа нападнат затоа што е бугари, не те бугарите у Македонија како ги тепат како. Еве снимката од Тинекс што се случило, може камерата која камера сака да snimi. Ова е од Тинекс снимката. Овој од левата страна на гледачите е господинот Перев. Опа, кај што се гледа како прв замавнува со чадорот, го удира човекот кој што е во вербална расправија со него. По ударот човекот не реагира, значи оној што напаѓа со чадорот е тој Перев. Значи он не е удрен. Бугарија живеат 2.300.000 бугари со потекло од Македонија. Значи македонци. Како ќе ги прашам, ќе ти кажам какви се. Не сакам да ме прекраташ. Во Грција живеат не знам колку милиона македонци. И сега за мене не можам да разберам кој е тој отпор овде Македонија да не влезе во Европска унија и природно, економски и политички да биде Македонија обединета. Ние нека влеземе, еве памет давам на владата, уште секунда. Кога ќе влеземе, првиот ден кога ќе влеземе во Европска унија, да излезат, да направиме овде референдум и да кажеме ние Северна Македонија го отфрлуваме, ние сме македонци и готово. Секако дека би имале други проблеми, тоа не е фама, не е фейк ньюз, затоа што Австрија, Холандија и уште пари силни европски земји имаат укажано, официјално имаат укажано дека и тоа е само дека условот за бугарите да влезат во устав за да се придвижи само еден од условите. Треба да разберете дека иако факт е дека се прави исклучок за Македонија и се излегуваат копенхашките критериуми, меѓутоа има посебна глава за борба против корупција и владење на право, која што кај нас сите сме свесни дека не е високо на приоритетот на политичките елити. Многу е тенденциозно тоа што, например, медиумите главно гледат на тоа овие деца што ќе прават, дали ќе прават некоја таква глупост со знамињата и така натаму, а забораваат на суштината на празникот. Значи, никој медиум не им го честита, например, празникот, ретко кој еве да кажеме. Значи, порелевантни ни се глупостите на некои деца, кои што јас лично сум го осудил, постои полиција, треба да одговарат и претходната година, мислам, бев еден од најгласните кога зборував против тие действувања.